Raduvaj se, raduvaj se, čedo Božje. Raduvaj se, po Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja, ljubov moja, duša tvoja. Da li si žeden i sakaš da piješ od života voda? I ние го имаме тоа и во македонскиот современ јазик, жива вода, вода која не сопира да тече. А ние овде зборуваме за вистинска жива вода, за духот на Отецот Небесен, која треба да протече низ твоето срце. Слава ти, Господи Исусе Христе. Читаме мудрост Сирахова од Стариот Завет. Мудроста синоним на духот. Значи, мудрост Соломонова зборува за духот и мудрост Сирахова. Дар на мудрост е првиот дар кој е обнавен за даровите на духот. Не сакам да не знаете во Прво Коринтијаните. Различни совети, мудрост Сирахова од 7 и 8 глава. Не прави зло. Видите, не прави зло. И го имаме тој принцип, со каква мерка мерите, со таква ќе ти се мери. Имаме и кој може да ви направи зло ако правите добро. Или победи го злото со добро. Не прави зло и зло нема да те постигне. Ние зборуваме за закони кои се во Исус, кои ги знаат сите. Ги знаат сите религиски категории, привремени религиски групи. Било тоа да се поделената христијанска Исусова црква, православни, католици, протестанти и сите други, било тоа да се католичката заедница, било тоа да се православните заедници поделени по национална основа, било тоа да се протестантските заедници поделени по телесно читање на Библијата. Сите го знаат овој принцип, но тоа што е внатре во тебе не ти дозволува. Значи, овој род се истерува само со пост и молитва. Дали ти си го оставил стариот човек преполн со зло, кој нема доволно љубов да ги љуби сите, да го постигнеш тоа, не прави зло. И зло нема да те постигне. Бегај од неправда и неправдата ќе избега од тебе. Ние го имаме: покорете се на Господа во Јаков и спротиставете се на ѓаволот, и тој ќе побегне од вас. Синко, ти зборува твојот небесен татко преку живото слово Библијата, Светото писмо, кој е дух и живот. Не сеј во браздите на неправдата. Што си посеал, тоа и ќе жнееш. И нема да ожнееш од нив 7 пати повеќе. Значи, четворно, 7 пати треба да отплатиш. Закеј треба да отплати четворно 7 пати. Ти треба да му простиш на братот 7 по 77 пати. Не сеј во браздите на неправдата. Нема да ожнееш од нив 7 пати повеќе. Се она што ви го прават вам, правете им го и вие, односно се она што сте го правеле вие, ќе ти го прават и тебе. И тоа е законот и пророците. Целото Свето писмо зборува за тоа. Тоа е живот без Исус. Значи, за да не ожнееш 7 пати повеќе, не сеј неправда. Не барај од Господа власт, ниту од царот место почесно. И луѓето сакаат, еве имаме ние власти. Водат институцијата се распаја на најдолно ниво. Институцијата имаше зграда изградена. Ние земаа зградата. Не ни плаќаат минат труд. Најниски плати имаме во Европа сигурно. Зборувам за факултетот за драмски уметности. Не баре од Господа власт, никој од царот почесно место. Дали си ти способен да водиш повеќе луѓе? Не оправдувај се пред Господа или само твојата амбиција и потоа уништуваш повеќе состојби.
она што е создадено. Не оправдувај се пред Господа. Тој знае се. Ама Господе, знаеш да ти кажам јас тебе, јас морав вака да направам, затоа што човеку, и пред царот не мудрувај. Затоа е добро да научиш како се застанува пред Исус. Како се прима Духот Свети и Он да те води, Он да зборува низ тебе. Христијаните зборуваат од своје име, мислат дека се христијани. Исус не изговори ни еден збор од своје име. Ни еден збор. Ни една запирка. Духот на неговиот Отец, тоа е што треба ние да го научиме. Зборуваше низ него и треба низ тебе. Не барај да станеш судија. Тој вика, станавте судии на лоши помисли, за да не се покажеш немоќен да ја уништиш неправдата. Еден е судијата, Исус Христос. Да не се уплашиш од силниот и сенка да не фрлиш врз својата правичност. А ние зборуваме за себе правда. Себе праведност во Исуса Христа. За таа правда зборуваме. Не греши пред собирот на градот, за да не го загубиш угледот свој пред народот. И луѓето се мачат, сакаат да бидат говорници, водачи. Не знаат два збора да состават. И јас не знам два збора. Но се молам Духот на мојот Отец да каже што да зборувам. И тоа да биде за славата Негова. За славата на Отецот и Исуса Христа, мојот Господ и Спасител. Отецот Небесен кој ме создал се. Кој создал се и мене ме создал. Ни притурај грев врз грев и за првиот грев нема да останеш неказнет. И затоа е тој момент, покајте се. Да се покајат за да ги исцелам. Луѓето се болни зашто не се покајале и сега на собственото тело и душа сето она што го правеле на луѓето го живеат. Не говори, ќе погледне Бог на многуте мои дарови. Ќе ги прими кога ќе ги принесам. Срце скрушено е дар за Бога. Милост сакам, а не жртви. Старозаветно носеле дарови. И денес има такви деноминации, ако однесеш некој дар во црква, мислиш дека на Бог, на семокниот татко, на Исус не му требаат дарови. Ти си дарот што си му потребен. Да бидеш сад за свечена или за секојдневна употреба, да му дозволиш Он да управува со тебе. Да ја промениш собственоста, припадноста. Не бивај малодушен во твојата молитва. Спротиставете се со тврда вера. Не занемарувај ја милоста. Милоста покрива многу гревови. Мојот Бог е многу милостив, долготрпелив. Тој зборува за милост сакам, а не жртви. Не бивај малодушен во твојата молитва. И потоа ќе прочитаме од другото. Не подбивај се со оној што душевно страда. Бог, Отецот е оној кој казнува, кој смирува, кој казнува. Ти не си судијата. Не казнуваш, не измислувај лага против својот брат. Не прави му го тоа ни на пријателот твој. Бегај од секаква лага, татко на лагата е сатаната. Од неа нема никакво добро. Исус им вели, вие не ги слушате зборовите мои, зашто не сте од Бога. Вашиот татко е ѓаволот, тој е лажец од почетокот на израелците. Во Евангелие по Јован. Во собирот на постарите не говори многу, ниту ги повторувај зборовите во твојата молитва. Има луѓе ќе земат и се молат со сати. Посебно протестантскиот дух. Папара, цитати, ова, она, диктати. Не бегај од тешка работа. Нели вели, кога се молиш, немој да употребуваш многу зборови. Зашто твојот Отец Небесен, како не зна божците, зашто твојот Отец Небесен знае од што имате нужда, уште пред да се помолиле. Зборувај низ мене, татко мој. Твое е царството и силата и славата. И овие слова се твои. Нека ги допрат сите оние кои имаат потреба од твојата љубов. Не бегај од тешка работа, не бегај ни од земјоделскиот труд. Тој е заповедан заповед од Севишниот. Еве сега ќе посадам денеска со Исус напред. Ќе дојде мојот брат Стојан од Звезда и ќе посадиме плодоносни дрва со Исуса напред. Дар од Севишниот, нивен дар во ова мавровска заедница. Те сакам, Господ Исусе Христе, не присоединувај се кон мноштвото на грешниците. Длабоко смири ја својата душа. Како?
Предај ја во собственост на Исуса Христа, нека се насели тој во твоето срце, зашто нема мир кај грешниците. Помни дека гневот не задоцнува од платата, казна на грешникот се оган и црвите, ќе поминеш ни вечен оган, имаш состојба каде се повторно се распаѓаш на материја. И повторно ќе чекаш долго време, се додека не повикаш Господи Исусе Христе, прости ми, да дојдеш во свеста состојба да можеш да го избереш Исуса Христа. Не менувај пријател за богатство, ниту брат еднокрвен за злато офирско. И тие мисла дека трговија е светот. Денешните луѓе мисла дека се христијани. Не оставај разумна и добра жена. Достоинството неизино поскапоцено е од златото. Видите оваа мудрост Сирахова, една од тие 13 глави што се исфрлени од протестантските библии, а ги има во католичката и православната. Не навредувај слуга што се труди честно, ни наемник што работи верно. Тоа се правила кои се дадени луѓето кои не можат да дојдат до Исус, да имаат некои одредници, иако секое правило, законот е запишан во човечкото срце. Луѓето кога прават зло се кријат да не ги види никој. Душата твоја нека го сака разумниот слуга. Не ограничувај му ја слободата. Те сакам, Господи Исусе Христе. Имаш ли добиток, пази го. Ако ти од полза, запази го. Што и да имаш, што и да правиш, треба да се однесуваш со достоинство. Ако имаш синови, поучувај ги. Од малечки свикнувај ги на послушност. Семејството е малото Божјо царство. Ако имаш керки, грижи се за нивната честност. Не покажувај им премногу весело лице. Омажи ја твојата керка, со тоа ќе направиш големо дело, подари ја на разумен маж. Го молиш Исуса да ти даде партнер. Подари ја, ако имаш жена што ти е по твоето срце, не гони ја од себе. Господ ако ти донел партнерка, тој треба да ти даде, да се молиш за партнер. Но треба да дојдеш до тој момент, почитувај го татко ти и мајка ти со сето свое срце. Не заборавај ги родилните болки на твојата мајка. Слава ти, Господи Исусе Христе. Помни дека од нив си роден. Што можеш да им дадеш за сето она што го направиле? За тебе, зборува на едноземно, но инаку он не роди преку словото на вистината. Ние сме родени во дух, односно во духот, вдахнат во душата. Помни дека од нив си роден со сета своја сила, сакај го својот Господ и почитувај ги неговите свети и свештеници. Те сакам, Господ Исусе Христе, со сета своја сила, сакај го својот Создател, Таткото Небесен, не оставај ги неговите служители. Имај страф од Господа. Значи, учителот треба да живее од својот труд. Имај страф од Господа, работникот ја заслужува својата награда и почитувај го свештеникот, дај му го неговиот дел како што ти е заповедано. Ако тој живее само од Евангелието, Господ ќе му прати луѓе. Но ако ти немаш во срцето дека треба да оставиш нешто кај оној што ја води заедницата, Бог го љуби оној што од срце дава. Бог го љуби оној што од срце дава. Имај страф од Господа, почитувај го свештеникот, дај му го неговиот дел како што ти е заповедано. И првините и за грев и давање плешка и жртвата за осветување и првите плодови на светиите и кон сиромавиот пружај ја раката. Слава ти, Господи Исусе Христе, па благословот Твој да биде совршен. Биди милости спрема секое живо создание. Пазете го овој стих. Се билки, животни, растенија, но и умрените ни лишувај ги од милост. Зашто е ова исфрлено? Дека изборува дека секој ќе биде спасен. Дека треба да се молиш и за умрените да примат сила. Кои се умрените? Првата смрт, втората смрт, умрените кои ги погребуваат своите мртовци. Црквата без дух е мртва, телото без дух е мртва. Словото без дух е мртва, тоа се умрените. И ти си умрен ако си во некоја заспана заедница која нема дух. Слава ти, Господи Исусе Христе.
Биди милостив спрема секое живо создание, но и умрените не лишувај ги од милост. Се молиш за нив да примат сила кога ќе биде проповедано Евангелието и на мртвите, како што вели по Петрово Евангелие. Исус слезе во подземното царство и ќе слегува се уште, да им проповеда на Евангелието, да ја објавува, се додека не кажеш благословен е оној. Те сакам Господ Исусе Христе, што доаѓа во името Господово. Но и умрените не лишувај ги од милост. Не бегај од оние што плачат, тагувај заедно со ужалените. Не биди мрзелив да ги посетуваш болните, затоа ќе бидеш сакан. Болен посети. Плачи со расплаканите, радувај се со радосните. По сите твои работи спомнувај си за твојот крај и никогаш нема да сгрешиш. Те сакам, Господ Исусе Христе, 8 глава, не карај се со силен човек, за да не паднеш некогаш во неговите раце. Не суди се со богат човек да не го загубиш своето право. Златото погубило многумина, тоа измамило и срца на цареви. Сребролюбието е најголемо зло. И тоа зло те молам да го искорениш, Господи Исусе Христе, од македонските политичари кои го ограбија и го продаваат сопствениот народ. Златото погубило многумина, измамило и срца на цареви, не карај се со човек дрзок, не клавеј дрва на неговиот оган. Не шегувај се со невоспитан човек. Слава ти, Господи Исусе Христе, за да не бидат изложени твоите прадедовци на срамотување. Не прекорувај човек што се оттргнал од својот грев. Не заборавај дека и ние сме виновни. И ние сме биле грешни. Стар човек не презире, зашто и ние старееме. Христовиот слуга умира како момче, тие во староста се плодни и помазани. Не радувај се на смртта на твојот непријател, помни оти сите сме смртни. Во Исуса ние не можеме повеќе да умреме. Ако сме во Исуса, ти нема да се радуваш. Биди внимателен на смртта на другиот. Биди внимателен спрема разговорите на мудрите. Почитувај ги нивните мисли. Од нив ќе добиеш поука, ќе се научиш како да им служиш на силните. Не подценувај го говорот на старците, зашто и тие се учеле од своите родители, како и што ти се учиш. Од нив ќе се научиш на разумност, ќе научиш кога и каков одговор да даваш. Дај Боже да научиш не да зборуваш ти, Исус да зборува низ твоето срце. Неговата волја да се остварува во твојот живот. Не разгорувај ги гламјите на грешникот, за да не изгориш во пламенот на неговиот оган. Не дозволувај подбивачот да се разгневи, за да не ти постави стапица на устата твоја. Не давај заем на човек посилен од себе, ако му дадеш да деното е како загубено. Не завземај се преку твоите сили. Го направиш ли тоа, сметај дека си задолжен да платиш. Не суди се со судија, ќе пресудат во неговата власт. Те сакам, Господи Исусе Христе, според неговата чест, не поаѓај на пат заедно со премногу смел човек, зашто ќе ти дотегне, тој ќе постапува како што сака, а од лудоста негова можеш и ти да загинеш. Со дрзок човек не почнувај кавга и со пустиња не патувај по пустиња со него, зашто пред неговите очи крвта е ништо. На место безпомошно тој ќе те погуби. Не советувај се со глупак, зашто тој не може да се окрие тајна. Пред тугинес не откривај тајни, зашто не знаеш што ќе направи твој. Тој срцето твое, не откривај го на секој човек. Не чекај добро од секого. Слава ти, Господ Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Слава ти, Исусе. Ти благодарам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам, Христосе. Не биди малодушен во твојата молитва и не занемарувај ја милоста. Милостињата, Исус вели, милост сакам, а не жртви. И тоа се тие некои правила кои се важни за да имаш одредница ако не можеш да дојдеш до Исус и не знаеш како. И ние зборуваме сега за слободна волја. Пазете. Секој од нас има право на избор. Дали избираш христокефалност
Исус да е глава на црквата и он да те води, или автокефално своеглав, јадеш од дрвото на познанието, знаеш што е добро и зло. И тогаш си изгонет од рајот и ти си Адам и Ева и си смртен. Дали волјата што ја правиш е негова или е твоја? Тоа е добро прашање. Нека биде волјата твоја, вели Исус во молитвата. Дали јадеш од дрвото на познанието, на доброто и злото, и самиот знаеш што е добро. Ти си тогаш автокефален. Ти знаеш. И тогаш Бог, самокниот Создател, вели Адам стана како еден од нас. Дали избираш понизност пред Отецот? Адам е изгонет од рајот, од вечниот живот. И кажано му е да не јаде од тоа дрво, дека ќе умре, тој јаде, без разлика дали Ева, змијата, душата или некој друг го натера. Дали избираш понизност пред Отецот за тој да те понигне? Покорете се пред Господ и тој ќе ве подигне. Дали ти знаеш и решаваш самиот што ќе правиш или ја бараш неговата поука, духот и неговата волја? По тоа се разликува дали си ти Христов и христијанин. Што си избрал? Независност, автокефалност, јадеш, знаеш што е добро и зло, од дрвото на познанието, или зависност од Исус, од Отецот, од Духот да те води. Он се ќе ви објасни, кога он ќе дојде, ќе викаш Ава, Отче, Татко мој, он мене ќе ме прослави. Дали си ја избрал молитвата, мечот на Духот, во војната за ослободување на себе си од телесниот паднат човек? Не бидете малодушни во молитвата, вели тој. Господе Исусе Христе, докога повторувај како да се молиш? Па први на почетокот вика Исусе, дојди помогни ми, Исусе покажи ми, Исусе помогни ми, се покајувам, Исусе. Дали се облекуваш со сето оружје Божјо? Мечот на Духот, шлемот на спасението, Евангелието, нозете на обувките на мирот. Дали се соединуваш со Него, со Исуса Христа? Дали собственоста е твоја или се си му предал нему и му припаѓаш на Исус? Тоа е одредница. Он е собственик твој, собственик, сотрудник, слуга. Дали му служиш, те води и учи по тесната патека што води кон животот Исус, или ти самиот се водиш, себе праведен? Дали дозволуваш водство од Исус или тераш по свое? Тоа е битен момент. И луѓето христијани по свое тераат, сами мислат тоа е Божјата волја, тоа што го мислат тие. И тоа што ти се себе обожуваш, ти мислиш дека си Бог. Автокефалност имаш или христокефалност? Исус е главата на црквата. Ти што сакаш правиш или неговата волја ја извршуваш? Дали го бараш Царството Божјо, кое се освојува со неговата сила, со неговата волја? Тоа е суштината. И луѓето не знаат што значи да го бараш Царството, па да сакаш да си заминеш горе, ова да оставиш се. А ние се држиме за ова тука, изборуваме за христијанство. Дали си Христов или си своеглав? Дали војуваш со молитвата? Дали постојано мислиш на Исус, на Него, како што вели од Тимотеј? Дали бараш помош од Него или од време на време кога ќе ти текне? Чиј си ти, синко? Јас му припаѓам на Исус Христос, мојот имото, се што имам, книги, дела, луѓе. Он зборува низ мене. Јас не сум достоен ни врвките до обувките да му ги одврзам, јас не сум достоен да го проповедам Евангелието. Но се потрудив благодатта Негова да не биде празна. Чиј си ти? Чиј сум? Јас сум тихо Исусов слуга, а потоа сум сотрудник, сонаследник, пријател Божји, син Божји. Зошто си овде паднат на земјата? Брате и пријателе, да си го живееш животот? Не. Зошто живееш? Кој ти дава, кој ти дал живот? Кој те создаде? Кому му припаѓаш? Со кого си во едно тело и дух? Кој се соединува со блудница, еден дух е со неа. Блудница е земја, територија, партија, организација. Телесни луѓе, заедница. Телесна црква без дух. Црква која вели дека е автокефална, која се одделила од Исус, татковата жена ја зема
а црквата е на Исус. Кому му припајаш, со кого си во едно тело и дух, со Исус си или со себе, паднат, телесен и грешен? Што си избрал, себе си или Исус? Кој те води, кој те управува, кој зборува низ тебе? Многу прашања кои одредуваат дали си ти христијанин или си деловен христијанин или си некаков деноминацијски, религиски дел од блудница во дух, зашто се одделиле од Исус и се прогласиле за сами себе кефални. Важна одредница е што сум избрал, себе си или Исус. Одредница каде ќе завршам сетне во Исуса или во себе, во собствената минливост и грешност. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам што и во овој ден зборуваш низ мене. Ме научи да љубам, да простувам, да се радувам. Исус напред ми е по него. За секогаш Исус, брате и пријателе, неколку елементи за да те направат христијанин, да се покаеш, да простиш, да се покаеш за гревовите на твоите предци, да клекнеш на колена, да пречеш прости ми татко, погрешив пред тебе и пред небото, да го повикаш Исус да дојде во твоето срце, да се насели во твоето срце, да ти даде сила да им простиш на сите и да простуваш, никого да не осудиш, да ја прифатиш Божјата волја. Не ти што сакаш, Он да зборува низ тебе, да го повикаш да се родиш во дух, да го оставиш стариот гречен човек да умре на крстот и потоа да го бараш Царството Божјо и да му служиш на Исуса Христа. Без Божјата волја, без Он да зборува низ тебе, без покорност вистинска и прифаќање на припадноста, од себе припаден, му враќаш припадноста на Отецот Небесен и Исуса Христа, кој се е создал, се е од Него и за Него создадено, се преку Него се држи. Он е почеток и крај, Алфа и Омега. Те сакам, Господи Исусе Христе, првиот и последниот. Исус напред, ние по Него. Милост сакам, а не жртви. Ако те боли нешто, клекни на колена. Господи Исусе Христе, допри се до местото. Прости ми, за се покајувам, простувам, не осудувам. Исцелување во името на Господ Исус Христос. Амин. До Божјото Царство Небесно. Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Исцели ја мојава болка. Биди исцелен, нека ти биде според верата. Амин. До Божјото Царство Небесно. Амин. Радувај се, радувај се, чедо Божје. Радувај се, во Исуса укрепи се. Љубов моја, сила моја, душа твоја во мене. Љубов моја, сила моја, душа твоја во мене. Радувај се, возлюби ме, љубов моја во тебе. Радувај се, научи се да простуваш и љубиш се. Радост моја, љубов моја,